некогаш животот навистина пишува убави приказни или како што велат животот пишува романи. Пријатно се возбудив и се најжив со многу емоции среќавајќи го на крајбрежјето на Дрим, оваа убава река, мојот долгогодишен пријател Чичко Петрит Баута, долгогодишна јавна фудбалска личност во македонскиот фудбал, нормално од Струга, спонанеше фудбалер, истакнат сојузен судија од генерацијата на Перула Костовски, да го спомнам. Чичко Петрит за тие денови збор 2. Па како престанав да играм фудбал, Боже Малески дојде, ајде да станеш судија. Абе, каде судија, јас судија. Че од него дојде идејата. Да. Ма рече дојдеш, под Сојуз беше ми се чини, во Битола, и кај ќе викнам комисија и ќе одаш кабе да ништа не знам ја од судењето. И така стана случајно судија. После остана долги години во таа, да и кажам, остана. униформа и со И свирчево. некако напредував добро, што се вика, од година во година, од општински во регионален, па во републичка су и ојдо до Сојуз. Во Сојуз, дали, во прва Сојуз, втора Сојуз, да многу кратко бев, ме префрлио во прва Сојуз. Збориме од времето на поранешната држава да, Југославија. апсолутно. И останав таму 5,5 години. Големи надпревари од тогаш. 103 надпревари имам. После толку е на таа временска дистанца, И чак- можеш ли да се сети на некој надпревар вака што останал од усеќавање од тоа судење? Имам многу. Многу, а? Има многу. Прво, голема чест ми беше што бев и актер на финалната надпревар на за 25 мај. Така, купа, кога маршалот го доделуваше пехарот. Апсолутно. Тоа се играше традиционално на стадионот на ЈНА, ако добро се сеќам. Апсолутно. Не, сега на Звезда играе. Добро. Надпреварот беше овој противниците беа Динамо и Сарајево. Браво. Тој фудбалски, да кажам, ген, судиски ген, остани во фамилијата преку вашиот син Беки. Да, За жал, прерано заминат од нас. точно. Слава и за него. Он, ми се чини, беше моја генерација, 61-а, 2-а, 61-а. 3-а. Се сеќавам. 61 роден. Како член на управен одбор, некаде 2002 година, јас бев потпорол во таа генерација, кога Ламбе беше преседател. И имаше една карактерна особина, Петрит Баута секогаш ги на некој начин неутрализираше дискусиите на управниот одбор. Од сите галамчии, кој требаше нешто да се смири, Петрит беше тука. Дали сум во право? Тачно е така. Тачно е така. Ој, Ламбе ми го кажал, Ламбе Арнудов ми го кажал лично. Апсолутно. И секогаш имавме, нели, после некои диалози меѓу нас, викам, зашто, рецимо, што е сега директор на автобуска, како се викаш. Масаро Марагич? Мар. Добро. Викам, абе, Он беше тогаш со нас, точно. Точно, апсолутно, браво. и тој беше управен. Тоа е одбор. наш пријател, И мислам. понекогаш кога Аха. се станеше збор за, рецимо, за слога и тоа. И тој најлошото ќе го зборуваше и ќе му вика, абе, Масаре, ти толку години играше за слога, викам. Толку години, и вистина од слога Играше, тој дојде. јас сум го пратил него, Што да. е работала? Многу алергичен си на таа слога. Абе, не сум на клубот, него сум на Уминовиќи. На врагето, да. Добро, ја знам таа беше Се го птичка. смирува, Се го така е. смирува, така. Тоа беше. Така е. Ја, Долги години. Ама многу добри времења беа тие. Збор 2 и за Караорман. 100 години слави клубот од формирањето. Еден убав јубилеј. 23.
како да кажеме, кога поминале 100 години? Имало убави времиња. Карорман бил стабилен член на Републичка лига своје време. Меѓу најдобрите после нели овие рецимо Вардар, Победа, Пелистер, тука бевме ние. И тешко испаѓаш од Републичка лига во тие години. Како јас ќе се Никога не испаднем од Републичка. вистина. Наше време. Така. Никога. Чак ние бевме и еднаш прваци и кандидати за во втора лига. Така, квалификации кои требаше да се Квалификации игра. кои треба. Дојде комисија од Белград, таму виде како ни игралиште, ни слачионица, ни ништо. Вика био многу далеко сте. И така останавме ние. После отиде Трепча, ми се чини Трепча од Ѓаково, тие. Ова дел од оваа приказка ја имаме чуеме јас и Наташа од постарите карорманци како Љупчо Мојсовски и другиве, дека со Пелистер тогаш сте играли. Не со Беласица. Со Беласица, пардон, така е. Со Беласица. Аха. Актер сум бил ја во тоа. На тој надпревар. Овде тепавме 2-1 или 2-0, така нешто, не се Добро, сеќам. добро. Па реваншот во Струмица беше малку смешно тоа. И ни судеше Трајан Ивановски, уште денес како се знае. Играме добро, нормално. Само одеднаш свирна пенал, еден пенал. Даде гол Против Карорман. против Карорман. Не отиде многу време, уште еден пенал свирна. И се сеќам тога, ние изједначивме. Вториот не го даде пенал. Аха. Изједначивме ние еден. Па трче по Трајан, хајде, што да правим? Ја 2 пенала ви досуди, вика, сега нека играат децата. И таму ги тепавме после 2-1. Браво, значи силен бил Карорман. Многу јаки бев. Многу силен Карорман. Имам едно сеќавање во брега, со брегалница игравме. Твоја брега. Браво, тоа сакам да го чувам. Играме прво полувреме, водиме 1-0, 2-0 или не знам шо. Тука во Струга? Не, во Штип. Охо. Во Штип. И седиме, треба не ојдовме во свлачионица и седиме. Само дојде еден доктор од брегалница и ми вика, вие, со што се храните ви? Сите високи, сите развиени вака, а нашите се пикавци. И дојде малку смешно. Колку заврши? Немио. Ги победивте? Ги победив. И таму ги победив. Само вие имавте еден центарфор страшен. Брегалница. Како се викаше? Шуменковски? Не. Шуменковски од тето. Помлад беше, е, да, помлад е. Да. Ке се сетам, Циката. Тика. Циката. Тика. Знам. Страшен. Јас сум пораснат до игралиштето. Циката. Циката, како му беше презимето? Не знам, али тиката. Тој. Страшен центарфор беше. Татко ми, Ристо Дургутов, беше голман на Текстилец и бранеше кратко време за брегалница пред јас да се родам. Една од неговите најубави приказни е поврзана со Карорман. На ова игралиште, на истото игралиште. Сега, точно не можам кога година да се сетам, но тоа е кога се бил активен, значи крајот на 50-тите години. 57-ма, 58-ма, татко ми е 35-та година роден исто. И вика, синко, вика, тогаш вика, брегалница имаше вика јак клуб, а Карорман исто јак. И дојде вика во една криза, Карорман вика, последно коло се игра, пука лето, јуни. Се бањаат у Струга, вика, ние играме со нив, им требаат вика двата бода. И вика, ние викаме, нам никого не сме пуштали, вика, ови не се пријатели, без да ни кажат. Единствена утакмица како голман, каде јас сум вика, попуштил вика против Карорман, ме победија без да се договараме ништо, од пријателство. И вика на крајот вика си одиме ние со автобусот на Македонска автобустар, вика они ни носат 4 коша риба, вика со мразната.
Ова така дали ќе се потсетиш дека имало такви адити? То беше на каравана. Ако тепавме овде, после на преварот, ке возаджијама тамо, по пола литар воза и тулумби. А рибата у мраз како ја чувале? Тоа малку да ми обясни што? Мраз во врешко, Кошови, да. И стои. И стои ко смер. Татко ми вика, ја однесовме до Штип и стигнуваме во Штип, вика, што ги правиме на рибата, вика? Имавме добри односи, одлични односи. Со време. Само со Беласица не ни одеше. Много лоши бе. Имаше еден жонглер го вика, Добро. бригалница. Жонглер, Томе ли се викаше? Не се сеќавам. Добро. Па тој се губеше. Ја го навала како и често, тој ме се... Чак ме късаше. За време на Вие- такмицата. Абе, тој се губеше, едноставно се губеше. Викам, Томче се викаше, мислам. Абе, Томче шопаш. А много коректен сум бил и никогаш не сум бил посветољубив или да намерно да одам да... Имаше кај нас, Круме Матовски, рецимо, или некои други. Така малку пргави што сака. Па ево, јас се сеќавам на еден напревов во Штип играме. Дали овде некој ги нападна и дојде овај Циката. Аха. Циката. Он пргал беше. Фрлал песок у очите дури на противнички Оне што ме играчи. чуваше мене ми вика, Аха. слушај, само него немој да го маваш за мене. Аха. А другите мами некои бега, еден пек игра. Значи ја едноставно спортмен сум бил. И сум честитал кога сум играл. Јас таков те знам и како судија и како функционер после у управниот одбор што е истиот. Истиот, секогаш смирен, секогаш Така со мирен тон. Дали сум бил така васпитан од фамилијата, ја верувам да тоа е. Имав еден случај во Белград, играше Звезда и Динамо, Како судија. како судија. Помошен сум бил никога. И името му го памтам, Девчиќ. За еден аут на опс. Погрешно досуден овде. Веројатно, можда сум Добро. сгрешил, апсолутно. Но опсу лошо, знаеш. Ја ништо не преземам. На полувреме само го викнав Девчиќ. Викам, со каква намера ти ме води? Викам, можда сум ги сгрешил. Али годините треба малце да ги поштуваш моите години. Јас шо можев? Да го викнам главниот и да превзема нели дисциплински мерки. Да те пријавам ке тренерот твој или ке управник. Ти ништо не направи. Ништо. Поцрвено. Ништо поцрвено. После известно време ја одам во Загреб на еден друг надпревар. И седам во хотелот, таму се одмарам. Значи се, кога од рецепција ми викат, имаш гости, дали може да дојде? Што велиш? Абсолютно, рекол. И ја после едно време, так, чука, отворено, рекол. Една господја. Една млада жива, беше главна. Млада жива. Но вика, не ме познавате, апсолутно, рекол. Вика, јас сум вереница на Девчиќ. И дојдов да ти се извини. Убиство него. Значи, тоа е стварта Кој момент е тоа? номер. Апсолутно. Се извина, тој нема лице, вика, да дојде, ми расправа, ми кажа све. Тоа е покајување, ако го Апсолутно. Ми кажа све и ја дојдем да ти се извина. Ето. И јас како судија ми се уцепона, бидејќи ја по пресветен работник, педагогијата, психологијата сум ги научил добро. И моје да представувам кој како ќе се да понаша. го оцениш со научам. себе, да. И така.
Ова е Една добар. случка. Дека од фудбалот фамилијата Баута не може да побегне едноставно, потврдува и најсвежиот пример кога зетот за помалата внука од Бекин, е мажена за активен фудбалер кој игра во првата лига. Внукава се вика Рона. И како млади се заљубиле, како млади со Екзон Белица. Активен фудбалер, има играно во многу држави, речемо. Почнал од Караорман, па ми се чини, не сум сигурен, чак и во Шкандија, од Шкандија заминал во Румунија, па знам во Финска, Така? па од Финска се врати во Албанија, ке Партизан, таму 4 години, 5 години, па од Партизан во Приштина и сега игра за Работнички. За фудбалски клуб Работнички. Сега ќе ми дозволи Да. Чичко Петрик, мојот драг пријател, го гледаме на прерод Вардар Работнички. И јас го гледам играчот со број 6, Белица му пишува на грбот, и број 4, играат двајца дефанзивци, и им велам у новинарската ложа. Викам, овие двајцата се топ играчи. Да, да. Играше изварено добро. Белица на тој Да. надпревар, ја држеше одбраната. Мислам дека го чуваше Омераги, син му на Масар Ја. Омераги. Азер Омераги, да. Со него беа дуел. Значи син на Масара е тој. Да, тој е син на Масар, центарфораш, писат на Да, Вардар. Со вашиот зет беа противници. Како животот се испреплетува? Го спомнавме Масер, па вашиот зет Белица и доаѓаме до син му на Масер, кој беше противни со Белица на првата Работнички Вардар. Убав сега. Добар е, добар. Не сум имал прилика да го гледам многу, дете оде не игра, надвор игра. Меѓутоа, често реагира на одлуките на судиите и често го опоменувам, нема. Судијата чим свири нешто да знае и ќе те земет на око Да. и никогаш не ќе И слушале барем да праша. Апсолутно. Јас му кажував дека јас сум играл фудбал толку години, меѓутоа никогаш со судијата да се расправа. Избегни. Немај, треба джентлемен да си. Спорт не. Да реагираш како каков уличај. Ајде, збор 2 да финишираме со репрезентацијата на Македонија. Ја следите ли? Преку ТВ Следам, екраните. Едно Немај. вака мислење, спортско мислење. Без да навлегуваме суштински за резултатите. Како можеме подобро? Апсолутно. Имаме квалитетни фудбалери. Добри дечиња. Почнувајќи од Димитровски, голманот па све. Имаме квалитетни само. Не знам, нешто не смеам да го кажам моето мислење, само изгледа стручната страна заостанува кај нас. Затајува помалку. За тај. Ошт печаток е дека Иначе- можеме подобро. Апсолутно, Имаме 6-7 добри фудбалери. апсолутно. Добри фудбалери. Апсолутно. После овде, веројатно овде во федерацијата се поврзани еден со друг, дали политиката или не знам што, пријателството. Има сега, со Фатмир Зиба го имаше слушнато Зиба, центар халфот на Караорма. Тој има исто еден внук, фантастичен. Го зелива му на 16 годишна она на репрезентацијата. И му викам, кој му е тренер? Ми кажува по име. Добро, го знаеш ли кој е тренер? Така да. Мора да Селектор е бил тој, некој да. име што и јас би требало да го знам, хајде ја во години сум, али ти, абе Петре, не го знам кој. Значи анонимни се тренери.
Држи. Да не ме сваќа. Тоа сваќам како. Анонимни бе. И го кажуваш честно така, како. Без Анонимни, пример. не. Разбирам да е син на некој бивш фудбалер, на бивш тренер и така, на Јовановски или било кој, на да не На ги Саджиевски спомнам или сега, Илиевски, така, да. и Да разбирам. Илиевски. Да има ген што се Да. вели, да има лоза. Добро, држи ова. Добро, да завршиме вака покрај дримот, убава атмосфера. Господ нека дарува здравје. Да си жив. Ќе направиме за Јас. продукција скок емисијата. Продикцијата, то беше можда пред 40 години, ја и ти исто све го направиле. Да. Една репортажа што се вика. Кога бевме Да. дома кај вас. Така, така. И сопругата беше и сите бевме тука комплет. Добро, Тургутар, бери ви многу, многу драго и мило што те видов овде. Мене исто, Верувај. мене исто, наискам да кажувам од срце. Значи, фамилијата Баута е, ја рачунам како пријатели на фамилијата Дургутови. Еве и низ нашиот разговор го потврдиме тоа. Да ги поздравиме стружени, да ги поздравиме сите од фамилијата Баута. Фала. Продукција Скок ја правила емисија, ќе биде емитувана на нашиот YouTube канал. Погледнете, ако имате што да слушнете и да чуете од едно такво име, таков фудбалски ген како што е Петри Баута. Благодарам. Само многу комплименти ми даде.